Добро вечер, почитувани слушатели. Благослов Божи ви посакувам оваа вечер. Можам да кажам дека ќе имаме прекрасна вечер и прекрасни теми, кои што се емитуваат, се разбира, во емисијата Гласот на вистината. Гласот на вистината е емисија која што ви ја зборува вистината. Клучот за вистината е Словото Господово кој што ви се проповеда насекаде, за да може секој човек во оваа планета, се разбира, да слушни за бланот Божи или за Божиото, се разбира, спасение. Ке отвориме во Евангелието на Матеј, 24 глава и ќе го прочитаме 14 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Ке биде проповедено ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Почитувани слушатели, значи Библијата е многу јасна и гласна дури по прашање кога ќе дојде крајот. Иако во Библијата, како во Стариот Завет, така во Новиот Завет, па дури во целата Библија имаме ескатолошки книги со ескатолошка содржина, која што зборуваат за иднината или зборуваат за последните времиња. Една од најжешките и најважните и најактуелните теми е точно последните времиња. Меѓутоа, според 14 стих кој што сега го прочитавме од Евангелието на Матеј, тоа е 24 глава, каде што Господ Исус Христос зборува, меѓутоа апостолот Матеј подоцна, кој бил инспириран преку Духот Свети, ги запишал дека ова Евангелие за кое што секоја недела ви го проповедаме Евангелието, кој е всушност радосна вест, ќе биде проповедено насекаде и на целиот свет и на сите народи. И тогаш Библијата вели, се разбира, самиот Христос зборува дека ќе дојде крајот. Така да една важна работа која што можевме да ја откриеме сега при ова читање, кога ќе дојде крајот. Почитувани слушатели, Гласот на вистината е емисија која што ви ја зборува, како што реков, се разбира, вистината. Во самата емисија се зборува за многу битни и клучни прашања, кои што можат да донесат промена. Се разбира, во нас самите, во нашето семејство, во општеството во кој ние сме или се наоѓаме, и се разбира, во целиот свет. Зборуваме за 3 клучни прашања. Од каде сум и зошто сум на светот? И всушност последното трето прашање е каде после смртта. А во минатата емисија, која што се емитуваше, зборувавме и видовме од каде сме. Многу често пати си поставуваме прашања, дискутираме по овие прашања, од каде сме. Постојат различни теории, меѓутоа Библијата го има одговорот и на оваа прашање, од каде сме. Понекогаш размислуваме или сме размислувале дека сме по некоја случајност тука во овој свет. Но минатата емисија доволно дадовме аргументи да видиме од каде сме. Библијата зборува дека ние сме од Бога. Бог е створител, се разбира, на човекот. Ќе отвориме во 2 глава од книгата Постанок, ќе го прочитаме, се разбира, 7 стих и ќе видиме што таму ни зборува Словото Господово. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му думна во лицето дух животен и човекот, се разбира, стана жива душа. Тоа значи дека самата Библија, самото Свето писмо зборува и дава одговор на оваа прашање. Од каде сме? Ние сме, се разбира, од Бога. Потоа, ние сме Божјо створение, слика на живиот Бог и круна на Божјото создавање. Прво, светот е создаден со Божи збор, но човекот, Библијата вели дека е творен, се разбира, со Божја рака. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи. Ги создаде машко и женско. Значи, ние сме творени со Божја
рака се разбира. Не сме створени со зборот Божи. Бог не креирал и тој не создал. Прекрасно сме создадени. Библијата зборува дека човекот е прекрасно создаден. Со Божја помош ние ќе ги видиме разликите меѓу останатите созданија и човекот. Меѓутоа видовме уште минатиот пат дека ние доаѓаме од Бога и дека не сме по некој случаен пат тука. Ниту пак сме создадени од мајмуни. Ние сме Божи луѓе. И ние го представуваме самиот Творец на небото и земјата. Библијата зборува дека ние сме круна на неговото, се разбира, создавање. Бог го создал човекот со својата рака, го отворил по своја слика или по свој образ или, се разбира, подобие. Но кога зборуваме дека човекот е прекрасно создаден, самиот човек, се разбира, го отсликува или отсликува таа Божја убавина. Колку навистина Бог е убав и колку навистина Бог е добар. Меѓутоа, кога зборуваме за разлики, кога сакам да зборувам за разлики, размислувам за Адам и Ева, првата брачна двојка, која Бог ја создаде. Всушност, таа е најстарата институција на овој свет кој била создадена од страна на Творителот на небото и земјата. И потоа сакам да зборуваме за нивните два сина, Каин и Авел. Всушност ќе ги видиме разликите при самото тварање. Затоа на оваа тема ќе навлеземе малку повеќе систематски и верувам дека ќе дадеме поширока слика и многу, се разбира, појасна слика. Видовме дека сме од Бога, креирани и создадени, без разлика на разликите кои што ќе можеме со Божја помош да ги видиме, ќе забележиме дека сепак сме Божјо створење и дека Бог е наш небесен татко. Прво, единствено што треба да разбериме, или основно што ние треба да разбериме по прашање на разликите, дека човекот е креиран и создаден од Божјата рака, меѓутоа човекот има составни делови. Всушност, Библијата зборува дека човекот е составен од три делови. Тоа е тело, душа и, се разбира, дух. Но нема да зборуваме и нема да даваме објаснувања за овие три елементи. Можеби во некој од наредните емисии ќе зборуваме точно за човекот. Една од мистиките кои што денеска може да се замисли е тоа како е човекот создаден. Како е создаден од тие три елементи. Што значат овие три елементи? Но реков дека во некоја наредна прилика ќе можеме да зборуваме од наредните емисии. Човекот има три елементи: тело, душа и дух. Во првата книга на Мојсе или книгата Постанок, поточно на еврејски Берешит, кој значи почеток, зборува вака: за ова зборува целото свето писмо, покрај тоа што човекот е Божја слика, сепак е составен, се разбира, од овие три елементи, меѓутоа сочинува во една целина, една личност. Еве како што рекохме, го прочитавме стихот во Постанокот, втората глава, 7 стих, уште еднаш би сакал да го прочитам, а тоа е дека човекот е создаден точно од овие три елементи. Не ние зборуваме дека човекот е составен од три елементи. Библијата зборува, Бог зборува дека човекот е составен од овие три елементи, како што реков, тело, душа и дух, се разбира. И вели, Господ Бог го создаде човекот од земен прав. Прво. Второ, му дувна во лицето дух животен и човекот, се разбира, стана жива душа. Значи, овој стих точно ни зборува за три елементи. За тело, душа и дух. Но, навистина, во иднина можеме малку и да поразговараме за овие три елементи.
Како што напоменав, ќе зборуваме за разликите, ќе зборуваме за Адам. Адам во превод значи човек. Адам е создаден од земја. Библијата не зборува дека Адам е создаден од земја. Ќе отвориме во таа иста книга, книгата Постанок, 3 глава и ќе го прочитаме 19 стих. И еве таму што ни вели Библијата. Со пот на лицето свое ќе јадиш хлеб, се дури не се вратиш во земјата, од која си земен, зашто земја си и во земја ќе се вратиш. Значи, гледате како Бог му зборува на првиот човек. Ти си креиран, ти си создаден од земја, меѓутоа во земја ќе треба да се вратиш. Па дури и 7 стих од оваа 2 глава многу јасно и гласно зборува дека човекот е создаден од земен прав. И потоа вели Бог му дувна во ноздрите дух животен кој потекнува или кој произлегува од самиот Бог и човекот станува жива душа или живот во превод значи. Потоа во Псалмот 93 се вели го враќаш човекот се разбира во прав. Потоа во Псалм 104:29 вели го одвраќаш ли лицето свое, се збунуваат им го одземаш ли духот нивни, умираат и во земјата се разбира се враќаат. Исто така, апостолот Павле до Коринтијаните зборува во неговата 15 глава 47 стих вели првиот човек од земја е земен, а вториот човек е Господ од небото. Небото и земјата се создадени за 5 дена. На 6-тиот ден бил создаден првиот човек на овој свет, се викал Адам. Еве ќе отвориме во Постанок или Создавање книгата, 1 глава и ќе го прочитаме 31 стих. И вели, Бог види дека се она што го создаде е многу добро. Настапи вечер и настапи утро, 6-ти ден. Потоа ќе читаме исто во таа иста книга, 2 глава од 1 па се до 4. И вели Библијата, така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. 7-миот ден Бог ги заврши делата свој што ги направи и си отпочина во 7-миот ден од сите дела свој што ги создаде. И Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела свој што ги направи и создаде. Ете така настана небото и земјата во она време кога Господ Бог ги створи, се разбира, небото и земјата. Библијата зборува дека Адам, првиот човек, не беше сличен ниту ист на ниедно создание кој Бог, се разбира, го создаде. Потоа, Адам беше уникатно создаден. И не само тоа што тој беше уникатно создаден, туку Адам ги имаше и привилегиите од страна на Бог. Адам беше привилегирана личност од останатите, се разбира, созданија. Беше поставен или Бог му даде власт да господари над се она што Господ Бог, се разбира, го создаде. Во книгата Создавање, во 1 глава, 26 стих ни е запишено: Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, небесните птици, над добитокот на целата земја и над сите гатанки што лазаат под земјата. Јајте каков авторитет, каква власт му дал Господ Бог, се разбира, на човекот. Тоа е всушност на Адам. Потоа гледаме една многу друга и важна работа, дека како што напоменав, Адам бил привилегиран и Бог му создал на Адам рајска градина, да може да ужива и да биде благословен. Во 2 глава од книгата Создавање, 8 стих ни е запишено: И Господ Бог насади рајска градина на исток и таму го насели човекот што го создаде. Значи, видите со какви привилегии располагал
Адам. И затоа реков дека Адам бил уникатно, се разбира, создаден. Еве уште една многу битна и важна работа по прашање на власта и на привилегијата која му била дадено на Адам. И тука сметам дека ќе можеме да застаниме. Оно што исто така тој имал привилегија да ужива во Божјето присуство и да го гледа Бога очи во очи, оно што нам ни е сокриено или нас во моментот не ни е дадено. Меѓу нас и Бог постои една завеса и Бог е сокриен од нас. Но меѓутоа Адам ја имал таа можност, таа привилегија да ужива во Божјото присуство и да го гледа Бога очи во очи. Замислете си каква привилегија имал првиот човек Адам. Почитувани слушатели, се надевам дека наредната емисија, ако даде Господ Бог, ќе зборуваме за Ева. И затоа реков, ќе зборуваме од каде сме, видовме од каде сме, од каде потекнуваме, кој не креирал, по чија слика сме создадени, но меѓутоа ќе зборуваме и за разликите меѓу Адам и Ева, Каин и Авел. Затоа дотогаш Господ нека биде со вас, Бог нека ве благослови и верувам дека имавме едно убаво, забавно, креативно време, каде можевме, се разбира, да се поучиме од Словото Господово и всушност да ја видиме човековата уникатност која Бог ја ствара на овој свет. Почитувани слушатели, внимавајте, јас и ти сме уникатно создадени и сме посебни и важни пред очите на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Имајте убава вечер, Господ нека биде со вас и се разбира, Бог нека ве благослови. Пријатна вечер и се слушаме во наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.